Општинската изборна комисија на Гостивар изминатиот период спроведе повеќе подготвителни активности за престојните парламентарни избори. Новите мерки за заштита од коронавирусот кои важат од денес внесоа промени во тековната работа на комисијата. Обуките за членовите на избирачките одбори, чиј циклус започна пред една недела, се одложени. Ние ги почнавме нормално подготовките како што е вообичаено, значи пред тоа може би 3 недели има што сме почнале. Ги започнавме и обуките, веќе недела дена држиме обуки, меѓутоа синоќа ни стигна информацијата од страна на Државна изборна комисија, нормално согласно препораките од владата, дека треба да ги прекинеме обуките. И фактички денеска групата што беше предвидена ја прекинавме и се надеваме дека според информациите што ги имаме, дека после 2 недели ќе продолжиме со обуките доколку се разбира работите се одвиваат во позитивна насока. Согласно владините препораки, комисијата врши проверка кои членови на одборите се вработени во јавните здравствени установи за истите да бидат заменети. И фактички ние значи сме задолжени да ги замениме членовите и старите и новите што се избрани, затоа што имаше некои нови членови кои што се избра. Значи треба да ги смениме и да ги со нови членови од други институции. Да, тоа е малку напорна работа, но се надеваме дека ќе излеземе на крај. Колку отприлика има такви во Гостивар? Во конкретен случај во Гостивар беше како интересен факт тоа дека претежно луѓето што ги избравме во пред 3-4 години кога беа значи формирањето на избирачките одбори беа претежно од здравствените установи, така што ќе има голема бројка ќе биде на луѓе кои што треба да се сменат. Од Општинската изборна комисија во Гостивар сметаат дека и покрај кратките рокови и воредните текови поради мерките против корона, ќе успеат да ги заокружат сите подготовки навремено. И во Тетовската изборна комисија обуки за членовите на избирачките одбори нема да се одржуваат до 24 март.